Петмина ученици од Штипската гимназија Славчо Стојменски ја освоија првата награда на меѓународниот надпревар за стартапи Get in the Ring во категоријата за електронско здравство. Учениците и нивниот професор Петре Петковски, наместо да се надпреваруваат со своите врсници од останатите средни училишта во земјава, комисијата одлучила да се надпреваруваат заедно со бизнис плановите на стартап компаниите. Надпреварот е Get in the Ring е за стартап бизниси. Испративме апликација да бидеме да се надпреваруваме со училиштата, средните училишта, меѓутоа поради добрата апликација, односно бизнис модел, бизнис план, не преместена на повисоко ниво, за да може да се надпреваруваме со стартап бизнисите. Освоивме прво место во категоријата e-health или електронско здравство и надпреварот се одржуваше во Скопје. Ученикот од четврта година Никола Патраклиски вели дека тие изработиле бизнис план за правење на маска за мобилен телефон за лицата со Рейнаудов синдром или познат како синдром на студени раце. Тоа е синдром кај кој лицата имаат послаба циркулација во рацете и маската ги затоплува нивните раце и може и да вади. Добро, каква беше конкуренцијата? Конкуренцијата беше доста силна и можеме да кажеме дека сме среќни што можевме да ги представуваме своите идеи пред толку успешни и искусни бизнисмени и од тоа искуство можеме само многу да научиме. Дали ќе го патентирате овој проект, оваа апликација и секако каде ја гледате иднината после овој надпревар? Во нареден планот за иднината ни е прво да произведеме прототипи, па да видиме како ќе им се допадне тоа на најблиската публика, односно во Македонија. И планираме до март да произведеме каталози, прототипи, доколку се учествуваме во Брисел. Нивниот професор и ментор Петре Петковски забележува дека по првата награда на меѓународниот надпревар во Скопје, сега учениците ќе се подготвуваат со истиот бизнис план и иновација за надпреварот во Брисел, кој ќе се одржи во март 2018 година. Наградата на овој надпревар е со фонд од 1 милион евра. Менаџерскиот тим на гимназијата Славчо Стојменски веќе ги обезбеди авионските карти за петмината ученици кои ќе се надпреваруваат.